Здраво, како си? Добар? Добра? Што видов дека има и женска публика, 11% е женска публика, така да, како си девојче, добра си? Снајке? Добре дојде. Прво, стварно, сакам на сите да ви кажам, фала што толку многу го гледавте видеото, толку многу е шернато, имам поише вјус на тоа видео од владена, него на видеото основи на пекеджинг дизајн што е 7 месеци старо, значи дупло поише вјус имам за 2 дена него во 7 месеци, така да фала. Пред да почнеме со официјален дел, значи ако шеруваш, биди сигурен направи subscribe. Бројот на subscribe-нати што ги гледаат видеата е многу мал, драстично, некој 20% мислам дека е. Сподели со луѓе, кажи има еден селјак од Сингелич, снима видеа тука на YouTube за дизајн, без пари дава знаење, такви некои ствари. Лајкој, коментирај на видеата, нека се појавуваат у рекомендед кај луѓе, се. Супер, многу премногу ми значи ова што го правите, значи што се гледаат видеа, значи. Нели? Ако си уможност, ако едно, ако друго, Патреонот е доле, види ги таму тирс, може да се свиѓа нешто, може да не се свиѓа, пак исто испочти, поддржи ако можеш, ако не можеш да си жив и здрав, донирај за Кочани, чисто информативно, ако не донираш кај мене, донирај у Кочани, на луѓето им треба поише, него на мене, така да тоа е тоа, евентуално. Сега. Денес, инспириран од видеото, ама не сум изфрустриран, гледаш, што сам црна мајца со кирилично раце горе. Ова е бренд што не постои веќе, за жал. Мислам дека не постои. На Никола од Битола. Никола, ако си жив, здрав, мафник, кажи здраво. Денес се клучиме да печуваме кирилица. Ж со гоце. Зашто без Ж? Затоа што на работа користам другата статура, дома користам другата статура и сега само правам excuses, едноставно направив тайпо и да сум жив и здрав. Ете така. Прошлото видео направив само една буква, буквата Т. Сега ќе ги направиме сите букви од македонската кирилица, македонска ракописна кирилица. Ќе зборуваме на темата зошто треба да се користи македонска кирилица пред се, а не да користиме бугарска кирилица. Многу луѓе се појавија да се направат некако попаметни, испаднаа малце поглупи, што викаат ама не е бугарска, руска е. Брат, Русија на мапа не знаеш кај е, Бугарија ни е прв сосед на нас. И затоа е бугарска кирилица таа што се користи кај нас. Ме сваќаш? Имаш српска кирилица, бугарска кирилица, македонска кирилица. Македонската кирилица и српската кирилица се исти. Српската има некои знаци плюс, со неја џ, како и да им се. Бугарската кирилица нема буква Ј, прво и основно, значи. Кога ќе видиш бугарска кирилица, таа нема буква Ј и автоматски очекува ги буквите да бидат чкарт. И биди спремен за тие глупости. Не знам дали сте ги виделе оние на сториња најчесто на шортови ги пуштаат као пишува со фонт и кога ќе стигне до буквата Ј, буквата Ј е во Myriad Pro, а се останато си е во нормален фонт. Па го прават и овие дизајн инфлуенсериве кај нас, ако знаеш за кого зборам. Малце, нема многу. Душата да му ја извадам на фонтов, на Кока-кола. Жал ми е што го направив, жал ми е што направија таков пропуст да мора ја да јадам гомна. Ако отвориш кај мене на YouTube, на прва страна си пишува, првото видео, featured видео ми е за нив направено и кај што викам фала, многу добра кампања едно друго. Значи не е ништо лично, туку е лично во врска со нашиот матичен јазик и нашето матично писмо. Ме разбираш? Фала. Сега. Ја испишав азбуката за да не се избрукам уживо,
Зашто не правам едити на овие видеа, сега ме мрзи да отворам премиер, па како зборам, така творам. И така да сега ќе го правиме. Еве гледаш, еве Т буквата од прошлиот пат што ја правев, таа си е веќе тука, значи може да се пишува со Т, опа, дај бе кирилица, Т, Т. И сега е време да ги поправиме другите букви. За да ги направиме буквите, пред се треба да ги направиме во Outline. Значи Ctrl Shift и O стискаш и сега се Outline. Ctrl Shift и G, правиш Ungroup и секоја буква си е посебна. Сега, ќе ги обележиме буквите кои што имаат проблем. Прво буквите кои што имаат проблем се Q, K, Н, П, Г, Г, В, не знам дали В има, В ќе ја направам портокалова, што не сум 100% сигурен дека В е правилна. В беше вака, така. Ова е буквата В. Кирилична, тој се иде вака, па вака. Така? Да, ова е В. Сега оваа В е така нешто на ова е веќе онај дизајнерски конфликт на интерес, тоест дизајнерски стил на изразување, на пишување. И мислам дека во овој конкретен случај буквата В може да пројде. Тоа што кај В е вака што го гледам ја, ама кај В буквата би требало да дојде нешто вака, па нешто вака, зашто горниот дел на В буквата кај нас е поодолг од долниот дел на, значи, иде као 2/3 имаме 1, 2, 3, 4. 1/3 ни е овој дел, 2/3 ни е овој дел, а тука е на половина направено. Со тоа што за не му се мешам сега ја на дизајнерот во тоа како он себе си, како го има замислено фонтот, ќе го оставиме фонтот вака, така да и В буквата ќе си остане како што е. Проблематични букви во македонското кирилично писмо се Г, Ѓ, Г, затоа што фали капачето од озгора. И сега, опа, Comic Sans, фонтот се вика U, Lorem Ipsum. Увек можеш да работиш со глифс. Не знам дали се гледаат глифс. Че ќе направам да се гледаат. Се гледаат? Не се гледаат, добро. Глифс не се гледаат, ама тоа се ги гледаш сите карактери кои што постојат во фонтот. Онако што го гледавме у FontLabs, само се ќе овако. И сега мене поентата ми беше да пробам измеѓу овојка, не. Како ќе му даде овој кривулјар и оваа права линија. Значи, со тоа што е пак овакво, ова го бришаме. А сега. Г буквата пираме горе. Треба да направиме во точната дебелина. Зашто ова го држам се? И сега и за Г буквата. Ова е свртено, ама па течението на фонтот е таков и сега стварно не би сакал ја да му се мешам на дизајнерот што го прави. На прва буквата Г е ваква. И сега буквата Г изгледа вака. Како таква. Ѓ. Ја копираш оваа буква, го вадиш ова со X, го качуваш поре, може го навали слободно затоа што смета.
Направи го и тоа црно и сега имаме ѓ. Така. Као што го гледам фонтот, сваќам дека може би е предебело. Предебело е капачето. И поради тоа ќе направиме нова буква и ќе аплицираме тука. Овој дел автоматски го бришеме и сега изгледа малце покултурно, така? Да. Што имаме друго? П, еве, П, одма. Исто како прошли пат. Ротираш за 180 степени, ја ставаш тука, го зимаш ова, мирно. Copy, paste in place, ја враќаш до тука, затвараш и сега веќе кога е направена буквата Т, ова капаче на буквата Т треба да биде исто како на буквата П треба да биде исто како на буквата Т. Сваќаш? Не може да биде поразлично или подолго или пократко и затоа ја мериме сега кај буквата Т, викаме вака, Ctrl Y и сега се доближуваме до овој столб и овој столб викаме се според овој столб ќе го наместиме капачето на буквата Т. Истиот принцип го додаваме на буквата П, повторно Ctrl Y да гледаш во Outlines, затвораш Ctrl Y, бришеш, тоа го правиш црно и завршил работа. Нели? Е сега, буквата Њ, тоа го приметив и Њ, двете букви се проблематични според мене. Кога напишеш Њ, Н и Њ, со други фонтови, еве, само споредба, најдам некој фонт. Гледаш сегде Њ буквата и Н буквата се идентични во ширина, зборам на основниот дел на Њ буквата, и од страна е додадено само тоа њушчето. И сега мене ме буни, ова што ме буни мене, чекај, кој е овој source code, не знам кој е фонтов. Ама гледај са, сите понормални фонтови имаат, еве и овој нема, interfaces, нешто различно е направено, ама у вариабилниот интерфейс е, например, истата дебелина. Сега мене ме буни, како дизајнер, искрено, се неам најдена оваква ситуација, но по логика на сите нешта, или нели оној common sense, што би се рекло, Н и Њ треба да се иста ширина во главните столбови и само ќе му го дадеме њушчето од страна. Така. Исто така и овој дел тука ме буни, што на мајка ти, што те тера ова да биде пократко од, еве, значи, пази логика. Значи, гледај колку има тука простор измеѓу букви. Зашто? Или гледаш да му е сега. Ја зијаме Н како референт. И види го овој столб колку е пократок. Тој што ја правил кирилицата, значи ја не зборам дека се криви тие што ја користеле кирилицата, да се криви, но тој што ја правил кирилицата, тој е крив, зашо не користи кирилица, брат, од вајде, да го имам појма нема. Друго што да кажам, најлесно да се направи оваа буква Е, ги зимаш овие две букви, овие ги бришеш, тргаш ова на страна, зимаш ова тут, го зимаш ова њушче. Њушче ми е многу интересен збор, њушче. И спојуваш вака. Пази сега, како ке, значи, малце не, види го се. Види го сега, да налевам матер, да налевам, бе. Или прави го да личи на нешто, или не го прави да не личи на ништо. Знаеш, толку едноставен е животот. У дизајн ли, у
животот, било што, или прави го да личи на нешто, или не почнеме да го правиш воопште. Заборави, значи кажи ја не знам ово да го правам, луѓе мене ми треба помош, дали ти треба едукативна помош, дали ти треба институција некоја да те собере, знаеш. Тој да правиш, прави го да личи на нешто, да му ева мајката, да му ева. Ами, после го се јаво гомна, па ќе јаде гомна нормално. Ме боли, паро ме боли, кирилица е, значи, наше си е. Се види, од скроз, можеш да го спуштиш тука, подсреди го малце, вака, види го одма имаш 150 пати подобро њ од ова е као абортирано њ, ама абортирано после трети месец. Ме разбираш? Веќе има створено нешто и го вадиш. Кај ти текна, бе. Види, леса, ќе ги споиме буквите, и направам outline, и ова ќе направам outline. Види разлика, буразеру, значи, види бе. Не сум ја вајда будала, бе, не дека само мене волку ме боли. Мене срам ке ми биде, бе, вака да избадам продукт, вака да му ебам матер, да му ебам. Не знам. Сега има буква њ. Ние сме коњите што прават њ. Тоа за тие помладите што се генерации. Тоа е од Монти Пајтон. И кампањава на Кока-Кола одговорно може да кажам дека е Монти Пајтон. Сега, гледа го па малото њ. Види го малото њ колку е ретардирано. Види го ова како е неправилно, значи како има тука. Чекај, бе. Ајде, добро, ова е оштро. Кој е овој пат, бе, брат ми? Кој е овој пат? Кој е ова? Ова треба да биде полукруг, бе, друже. Пријателju. Ти нормален ли си? Види го какво е... Какво е ментално е ова, бе? Това треба да се убие, бе. Вие не сте нормални, бе. Сине, ти се бодеш, сине, ти што си го правил фонтов, сине. Вие не сте нормални. Жими, мајка. Жими све најмило. Ова е дебакл над сите fucking дебакли што постојат во Македонија, а постојат премногу, друже. Ја не можам да разберам, бе, да се наречеш себе си графички дизајнер и да правиш вакви криминални грешки. Ова е криминална грешка, сине. Дал си ти, сине, нормален, сине? Види како се... да чившат. Не сте нормални, бе, брат. Варно не сте нормални. Значи... Тие да му... Чекај, бе. Дебелината не е иста, мала и голема буква, така? Ако ја намалам оваа њ, па дали ќе добијам исти овој? Малце подебел. Добре. Стварно, бе. А болje да го намалам тоа, него да го... Види го колку е ретардирано, види како... Ова некој, стварно некој што не знае кирилица, што нема појма очигледно од кирилица, ви рекол, ја веќе знам ја. Знам едно дете, чачка таму нешто, дизајн прави. Учеше негде. У некоја академија на уметностите.
хејтот мора да продолжи према академиите кои што само зимаат паричиња, а нудат курац на бициклу. И ова одговорно го тврдам ја, значи, не сакам да звучам дека многу јадам гомна, ама брат, ја мислам дека заслужено јадам гомна, затоа што еве, за споредба како се прави буква Њ и како не се прави буква Њ. Баки мој, среќо моја, сунце ти ебем. Еве како се прави буквата Њ. Виебам, матер, не е нормална да виебам. Од так вадите луѓе, после крив бил Гоце многу пцуел. Ио. Немаме ние вакво К, бе, стине. Немаме ние К со висок стол, опа. Леле, сега се извини, стискам Alt Z, зашто на мек работам на работа, а дома на тврд. Лоша бумерска фора, се извинувам. Еве, К-то. 2 секунди работа. 2 секунди работа, само мозок палење треба, ништо друго не треба. Еј, само уклучи мозок и кажи чекај, што кур правам. И не може истата големина на големо ќе и на мало ќе да е, брат ми, ти не си нормален. Еве. И ќе е направено. И цела азбука се направи. Готово, толку е, идемо. Ајде, дечки, пакујте се, направивме кирилица македонска. Аплауз за сите што гледаа, аплауз за мене што работев. Фала ти пуно што беше тука. Кликни лайк, кликни subscribe, шерни го кај сите, шерни го до публицис, шерни го до пивара. Пушти 5 евра на Patreon ако не ти е фрка и се гледаме наредно видео. Фала ти.